Во изминатиот период интензивно циркулира идеја за која се погласно се зборува, особено во регионот, дури и премиерот Мицкоски имаше изјава во однос на тоа. Станува збор за членство во Европската Унија без право на вето до 2027 година. Евроамбасадорот Рокас веќе изјави дека получленство во ЕУ нема и дека за тоа треба да се сменат постоечките важечки договори на Унијата. Колку е реална оваа идеја да се реализира? Најпрвин, во однос на годината 2027, нереално е да се реализира идејата, затоа што е прекусо времето за било каква варијанта. Потоа морам да дадам една ограда дека ние немаме сега ништо напишано. Имаме само коментари на коментари, меѓутоа имаме многу предходни анализи и предлози за постепена интеграција. Второ, што не е реално е политичката реалност дека всушност во државите членки не постои расположение за проширување, особено масовно проширување, брзо. И тоа не е ни одразено во планираниот буџет на Унијата. Сега, што е во позадината? Значи, за разлика од моделите за постепена интеграција кои што се пласираат уште од 2021-втора, првото беше во рамки на нашата мрежа ТЕН, во која што учествува Институтот за европска политика од регионот, мрежата ТЕН. За разлика од тие предлози кои што предлага неколку фази во кои што членството би дошло на крај, за да се задоволи Украина, сега се говореше за членство однапред, па потоа постепена интеграција. И тоа е можеби потешкиот дел да се замисли и да се објасни и да се реализира. Но јас ќе повторам дека мислам дека членство 2027 без право на глас или на вето, како што имаше варијанти во изјавите, е нереално. Вучич и Рама во заеднички текст за германскиот Frankfurt Allgemeine Zeitung велат дека тие не инсистираат на членство, туку дека не инсистираат на гласачки права. Така, на гласачки права, туку дека би се задоволиле и со влез во единствениот пазар и Шенген. Колку оваа идеја е реална со оглед на тоа дека дел од западните експерти се чини дека и повеќе ја туркаат во Брисел и велат дека Брисел чека идеи затоа што нема своја идеја како да постапи во следниот период. Значи, она што е изворедно важно во цела оваа дебата, иако е мотивот прво Украина, е нашиот регион да не остане настрана. Нема, од сите наведени прозорци до сега што ги имаме, што не ги имаат презентирано, ова е уште еден, меѓутоа мора да се има предвид сериозноста на моментот и не сме да се остане настрана. Тоа очигледно и Рама и Вучич го согледаа, иако Рама е веќе, да кажеме, Албанија е сега практично пред Србија во преговорите, но нагласуваат дека ја согледуваат политичката реалност, иако тие не велат ниту членство, ниту, но се за постепена, за брзана интеграција, влез во внатрешен пазар и што е многу битно Шенген. Сега, од една страна тактички ова веќе намалување на барањата, колку ќе биде успешно ќе видиме, но од друга страна е многу битно што тие двајца како представници на нации од регионот, кои што се да кажеме досега имале доста најблагоречено недоразбирања, тоа што тие двајца предлагаат веќе има одредена тежина. И би било добро регионот во целина да заземе
став, иако тоа може би ќе биде најтешко за Црна Гора, за која што веќе комисијата има мандат да го пишува пристапниот договор. Значи, тоа е, во моментов има многу опции, ниедна не е едноставна. Ако има политичка волја, може би европските институции ќе ги забрзаат процесите, меѓутоа да видиме политичка волја за што. Очигледно за полноправно членство не, но да видиме која варијанта е, да кажеме, реална опција. Која е најдобра опција за нас, со оглед на тоа дека пред нас стојат уставни измени за почини евроинтеграции? Шефицата на државата вчера изјави дека знае во однос на идеите кои циркулираат низ Брисел и регионот, дека нема ништо конкретно на маса, го спомнавме и премиерот Мицкоски. Што е за нас најдобра опција од сите овие можности кои што се вртат во тука? Најдобра опција е секогаш полноправно членство, но тоа во моментов не е можно. За нас, она што е многу значено е прво да бидеме многу вклучени во дебатата и активни во дебатата. Тоа значи на политичко ниво активни. Второ, да сме административно и технички многу подготвени и информирани, тоа значи не само дел од МНР информирано за се што се случува и за сите ставови на одредени држави во однос на сите можни идеи, туку значи нешто што ние го подзаборавивме целосно, а тоа е техничката подготвеност. Овде зборувам за подготовката во сите сектори, можеби не е исправно да се каже само техничка, туку подготвеноста наша за и за пристап во минималистичка варијанта во одредени сектори. Ние ја немаме ревидирано националната програма за усвојување на правото неколку години. Ние немаме реална анализа одамна на спроведувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација, или ако има таква, нема јавна таква анализа, а нам ни е апсолутно потребно да знаеме што треба да направиме за било која од овие варијанти, особено ако бараме нешто забрзано да се случи и кои ќе бидат последиците за нас. Јас мислам дека ние во моментот тоа го немаме. И потребно е не само политиката, администрацијата, независни експерти, туку стопанството да биде вклучено во сето ова. Овде зборувам за поглавијата или кластерите и надвор од владењето на правото, кој што веќе е доволно елабориран. Но мислам дека незаслужено овие работи кои што се реален живот, реална економија, реално општествено живење, некако одат на втор план. И ова е итна потреба Македонија да го ревитализира, да кажеме, нејзиниот систем за усогласување со правото на ЕУ. Пред некој ден имаше изјава од бугарскиот председател Радев, еден од фаворитите, поточно да биде иден премиер. Што можеме да очекуваме од него како и да кажеме иден премиер на Бугарија, имајќи ги предвид анкетите, со оглед на тоа дека минатото се покажа дека тој може би креаторот или еден од креаторите токму на мислам дека досега требаше да ни е јасно кој е Радев. Не мислам дека е полошо ако тој биде премиер, бидејќи тој беше во практично клучниот актер и во позадината на креирањето на оваа политика, така што ќе мора да се справиме со него директно од таа позиција, тогаш и номинална, на која што ќе биде ако биде. Инаку морам да кажам дека смислата на предлагањето на опцијата уставни измени со одложено дејство, односно одложена примена, беше Македонија да биде во иста позиција како Бугарија. Значи да има и право на глас и да биде во Шенген и така натаму, и за Бугарија да не може да ја оценува. Се друго веќе ја
ништи целта на ова опција. Мислам дека апсолутно во сите други алтернативи не би можеле да важат истите услови и може би е поповолно ако се оди во група да се билатералните прашања да се остават надвор од процесот на пристапување во било која варијанта на што и да е. Како и да е, мислам дека е ова барем можност ние да се активираме повеќе и регионално, но и дома во европските прашања, повеќе и во диалог и конкретна работа. Ги спомнавте уставните измени со одложено дејство, колку истите би можеле да се вратат повторно во игра со оглед на тоа дека ставот на Бугарија е јасен и колку уставните измени да се потребни во однос на другите алтернативи кои што претходно ги спомнавме? Па уставните измени сега се во заклучоци во однос на преговори за членство. Преговарачка рамка. Доколку станува збор за други опции, тогаш е многу логично правно тоа да не важи. Правно е едно, политичката реалност е друго. За нас е побитно дека ние треба да ги добиеме државите членки на наша страна, дека тоа не е патот кој што води кон остварување на основниот принцип кој што тие го декларираат, а тоа е мериторниот принцип. Сега, тука има и друг проблем со мериторниот принцип. Ако основниот мотив е Украина, а повеќе пати досега во случајот на Украина се нарушуваше принципот на мерит, ако така продолжи, тоа ќе го загрози целиот овој процес.